издание. По вакцината за коронавирус, BioNTech ги враќа студиите за лек за ракот. Интервју со коосновачот и извршен директор на компанијата Угур Шахин. Прв пат на локални избори во Њујорк ќе може да гласаат странски државјани, не само американци. Бројот на бездомници во Бразил зголемен за 50% изминативе 5 години. Ситуацијата се влошува со пандемијата. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД и Северна Македонија подпишаа договор со кој се поддржува почитувањето на човековите права во активностите на безбедносните сили. Документот денеска го подпишаа министерката за одбрана Радмила Шекеринска и американската амбасадорка Кейт Брнс. Овој договор меѓу Скопје и Вашингтон произлегува од така наречените лехи закони, кои предвидуваат забрана за Стејт Департментот и Пентагон да пружаат воена помош, поддршка, обука и тренинг на единици или поединци на безбедносните сили од други држави, за кои има кредибилни обвинувања дека прекршиле човекови права, а при тоа не се преземени чекори, тие да бидат гонети низ соодветна правна постапка. А во продолжение, интервју со извршниот директор на BioNTech Угур Шахин. Неговата компанија деновиве е позната по развојот на вакцина против COVID-19 заедно со Pfizer, но сега компанијата повторно го враќа фокусот кон незината првична цел – пронаоѓање лек за рак. Угур Шахин и Озлем Туречи испиша историја со развивање на вакцината за COVID-19. Сега тие се враќаат на нивната претходна работа, тргајќи по лек за ракот. BioNTech работи на развој на нов третман за рак со користење на истата технологија МРНА вакцината што беше користена за развој на вакцината за COVID-19. Сахин, кој беше во Вашингтон на научен панел за третман на рак, има намера да пробие нов терен со спојување на МРНА технологијата со терапијата со Т клетките, која вообичаено се користи за лекување на малигни тумори во крвта. Нивната цел е да ги спојат овие две технологии и да создадат третман за рак кои ги таргетират сврстите тумори. Се уште нема големи докази дека Т клетките работат во цврстите тумори, но ние веруваме дека комбинацијата на вистинската цел плюс вакцината би можела да го надмине ово ограничување. Третманот со Т клетките вклучува отстранување на Т клетките од пациентите кои потоа генетски модифицирани се враќаат во телото на пациентот за да го нападнат туморот. Сахин вели дека го бара протеинот Клодин 6. Неговото истражување во моментов е во тек со комбинирање на терапијата со Т клетките со вакцинација, за да се зголеми способноста на телото да произведува такви клетки и да го зголеми времето кога тие може да се борат против ракот во телото. Клодин 6 се наоѓа во клетката на туморот. Имаме на Т клетките рецептор, клеточен рецептор кој го препознава Клодин 6. Ако овие клетки се инфузираат, ги препознаваат и убиваат клетките на туморот. Проблемот што може да се појави во терапијата со Т клетките е токсичноста. Медицинските експерти велат дека може да предизвика синдром на ослободување на цитокини со сериозно воспаление и оток на мозокот што може да биде фатално. Во здравите клетки осуството на протеинот Клодин 6 насочен во терапијата на BioNTech се чини дека го минимизира овој ризик, велат истражувачите. Од нашата студија видовме дека овој тип на третман се чини дека е безбеден и кај некои пациенти гледаме намалување на туморите што е возбудливо. Сахин вели дека целта не е само да се намали туморот, туку и да се спречи неговото враќање. На годишните состаноци на Сдруженијето за имунотерапија на рак во Вашингтон, Угур Шахин презентираше некои многу рани податоци од клиничките студии. Тој вели дека се потребни 3 до 4 години за третманот да влезе во широка употреба. Во моментов е тешко да се предвиди колку ќе чини. А прв пат на избори во САД ќе може да гласаат и странски државјани. Ваква можност ќе имаат 800.000 жители во градот Њујорк. Еве ги деталите. Ова не може да го видите секој ден во Њујорк. 2 пати неделно се одржуваат часови по танго на градското пристаниште. Ова е Джеклин Годој, која наскоро ќе се почувствува како вистинска њујорчанка. We're gonna feel like truly New Yorkers. Годој не е државјанка на САД, но ќе може да гласа на општинските избори во Њујорк, различно отколку во незината Венецуела.
It is well known. Познато е дека изборите таму беа лажирани. Тука имате гаранции. Знаете дека вашиот глас ќе биде изброен. Градскиот совет на Њујорк усвои закон со кој му возможи на 800.000 луѓе да гласаат. Тоа вклучува лица со работни дозволи, зелена карта, како и така наречени сонувачи, децата кои биле донесени во САД од родителите како илегалци и немаат легален статус. Њујорк не е прв. Неколку градови во Мериленд, Вермонт и Калифорнија им нудат на некои гласачки права кои не се државјани. Но идејата не се очекува да биде проширена на државно и федерално ниво. Професорот по право при Универзитетот на Колумбија Ричард Брифалт зборуваше преку Скајп. Нема да биде овозможено на федерално ниво со оглед на актуелниот состав на Конгресот. На државно ниво е можно, но веројатно ќе има отпор. По улиците на Њујорк, расположението за ова идеја е претежно позитивно. Тие се во школите, универзитетите, на работните места. Веќе придонесуваат во општеството. Зошто да не им се даде право на глас? Независно дали живеете 30 дена или 30 години, сите треба да бидеме третирани подеднакво. Не е лесно да се најде противник на ова идеја во метропола каде живеат повеќе од 3 милиони имигранти. Но да им дозволи да живеат и да работат тука, тоа треба да ги прави срекни. Во меѓувреме, републиканскиот сенатор на Њујорк, Роб Орт, напиша дека овозможување на лицата кои не се државјани да гласаат е погрешно и ќе ги девалвира гласовите од американските државјани, но е и понижувачки кој имигрантите кои се на пат да стекнат државјанство и привилегија да гласаат. Но за танго треба двајца. Годој вели дека на незиното прво гласање ќе гласа за кандидат на начин на кој го избира партнерот во танцувањето. Некој со кој може да се поврзе и да му верува. А бројот на бездомници во Бразил се зголемил за 50% изминативе 5 години. Проблемот станува уште поголем за време на пандемијата. Се чувствувате како дома, вели Таирине де Соуза, која е бездомничка и мајка на 2 деца. Живеат под мост во Сао Пауло. Заедно со нив има уште 12 други лица за кои улиците се единствениот начин да преживеат. Никој не избира да живее на улица. Ако луѓето се тука, тоа значи дека немаат друг излез. Де Соуза е поинаков профил на бездомничка. Пред една деценија најголем дел од бездомниците во големите градови биле мажи со проблеми со дрога и алкохол. Со зголемената економска криза во државата, се повеќе луѓе како неа завршуваат на улица. Бројот на бездомници се зголеми за повеќе од 100%. Во пандемијата луѓето изгубија домови, а владата не им обезбеди помош со сместување. Со рецесијата, невработеноста и инфлацијата, бројот на бездомници нагло порасна. Зголемувањето на бројот на бездомници во најголемиот град во Бразил е последица на економската криза која се случува во државата последната декада. Пандемијата на коронавирусот ја влоши економската состојба, што ќе биде клучно прашање на следните претседателски избори закажани за октомври 2022. 2018-та Жаир Болсонаро беше избран поради ветувањата дека ќе стави крај на корупцијата. Изминативе 3 години се зголеми инфлацијата, невработеноста стигна до 13%, просечната плата падна за 10%. Сиромаштијата стана главен проблем. Пред пандемијата работев со рециклирање. Продавницата се затвори и останав без работа. Лидијана Силва, како и милиони бразилци, не можела да ја поднесе кризата. Без пари и работа, отишла пред вратата на катедралата на Сао Пауло, што сега представува нејзин дом. Isso coloca em xeque a própria democracia. Демократијата е во ризик поради нееднаквоста. При недостиг на владина асистенција, многу бездомници сега бараат помош од луѓе како свештеникот Джулио, Робсон Мендоса и приватни хуманитарни организации. Нивната работа меѓу најсиромашните се зголемува. Благодарам што не гледавте. За повеќе домашни вести, како и за најновите информации од САД и од светот, читајте на нашата веб страница и социјалните медиуми. Пријатно!